утро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 14 јуни, среда. Одамна не сме ги започнале средите со некоја умна мисла за среќата. За денес најдов една која што би требало малку да не подзамисли. Зборовите се на големиот Оскар Вајлд и сигурно не се случајно одбрани, а мислата гласи: некои луѓе предизвикуваат среќа каде и да одат, а некои кога си одат. Ете, затоа велам дека треба малку да се подзамислиме, особено на прашањето во која од овие две категории спаѓаме ние. Односно, дали предизвикуваме среќа со нашето присуство или пак со нашето отсуство. Среда среќен ден, но дури и оваа среда не е обична среда. Оваа среда е особено среќна затоа што денес е последниот училишен ден. Што значи екстра среќа, екстра радост за сите деца, за сите ученици, за сите родители, за сите баби и дедовци. И нека ни е честито што преживеавме уште една необична школска учебна година без она долго најавувана дигитализација на која што веќе сите и подзаборавивме, но и година без учебници. Токму ова учебна година ќе е нашата прва денешна тема со прашање како вие би ја оцениле. Инаку денес, 14 јуни, е и светски, односно меѓународни ден на крводарителството. Ке имаме и линковско вклучување со представници од Црвениот крст, а ќе го искористиме моментот и за наша втора тема. Ќе зборуваме за крводарителството, за хуманите, за добрите дела. Односно, прашањето е која е најхуманната работа што сте ја направиле, или најхуманното дело што сте го направиле некогаш, кога било за некого. Тоа се нашите две теми, сега да видиме какво време не очекува ова убава и среќна среда. Времето денес променливо облачно, од пладневните часови наместа нестабилно со пороен дожд и грмеши. Може и гледачите да погледат, да. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на краткотрено невреме со интензивен пороен дожд, засилен ветер и изолирана појава на град. Во Скопје ќе биде променливо облачно, од пладневните часови со повремен дожд и појава на грмежи и засилен ветер. Што се однесува до температурите? Минималната ќе се движи од 9 до 16 степени, а максималната од 19 до 28 степени. Обично оние информации наутро каде ќе нема струја, са бајлево ништо не успеав да пронајдам, да се надеваме дека ќе остане така. Затоа одиме со еден убав културен настан. Се отвори вчера изложба, ќе трае подолго време, и добро е што ќе трае подолго време, а е по повод 60 годишнината од Скопскиот земјотрес. И така ми декна дека навистина оваа година ќе одбележиме 60 години. Ајде да видиме за што станува збор. Значи, вчера вечер во 20 часот се отвори изложбата Дефрагментација во Музеот на современа уметност во Скопје со 96 дела од колекцијата на МСУ подарени од 86 уметници од Чешка, Унгарија, Полска и Словачка. Сега, ова се дела кои што се подарени на Скопје непосредно по земјотресот, односно и се создадени во периодот од 1905 до 1989 година. Така што мислам дека убав момент да се посетим, чинам дека некаде до септември, ако пишува овде, да, до 15 септември, многу познато ми звучи овој датум, до 15 септември ќе биде отворена и оваа изложба, подсетувам, во Музеот на современа уметност во Скопје. Сите знаеме каде, имаме доволно време да си посетиме и да видиме овие дела кои што се создадени од 1905 година наваму. 6 часот и 30 минути, да, време е за првите утрински вести на Алфа телевизија. И време е веќе за нашата прва денешна тема. Денес се распуштаме сите, поточно децата, односно учениците, но со нив и ние. Пред да слушнеме вашата оценка за тоа како помина оваа учебна година, ајде прво да се потсетиме каква беше таа.
Вчера ги добија, денеска ги враќаат. Какво фајда што петооделенците на крајот од учебната година ги добија книгите по македонски јазик, кога до денеска ги вратија во училиштата за следните генерации. И тоа не за секое дете. Оти од септември пак некои ученици ќе учат од скрипти. Од иницијативата Учебници и настава мора да има, проблемот го лоцираат во несериозноста на Министерството за образование и во Националната комисија за учебници. Велат, таму има политичари, а не експерти. Националната комисија за учебници е составена од политичари кои што истовремено работат и друга работа во влада или собрание и така натаму. Националната комисија за учебници пред се треба да биде стручна, која што ќе нема други обврски освен обврската да биде Национална комисија за учебници и строго да се посвети на изработката на квалитетен учебник по било кој предмет во основното и средното образование. Комични и бурни реакции во јавноста од родителите на кои не им е јасно зошто им се потребни учебници за пето оделение на ученици кои следната година ќе бидат шесто оделение. Кому се потребни овие учебници? Нема одговор ниту од министерот Јетон Шекири, кој не одговара на телефонските повици и СМС пораки од Алфа. Од Министерството за образование пак со истата оправдувачка реторика. Велат учебникот имал 4 корекции, па затоа учениците го добиле деновиве. По 3 неуспешни јавни повици за пријавување на автори за изработка на учебник по македонски јазик за петто одделение, објавени минатата година во март, јуни и јули, дури во четвртиот обид во месец август се пријави авторски тим кој достави предлог ракопис. Истиот подоцна 2 пати беше вратен на корекција од страна на Бирото за развој на образованието, заради усогласување на сите предложени содржини со новата наставна програма за соодветниот предмет. По неговото конечно одобрување од страна на Националната комисија за учебници, склучувањето на договор со авторите за пренесување на авторските права во април година во учебникот графички се уредуваше, пошто е пуштен на печатење и дистрибуција до училиштата која заврши деновиве. Проблемот со учебници се повторува последниве години. Честопати се печатат учебници со грешки на кои им се потребни корекции, а учениците учат од наставната програма која ја прават учителите согласно нивните капацитети и креативност. Пред непол месец беше повлечен учебникот по историја за пето оделение, бидејќи бил полн со грешки. Да, тоа е. Како вие би ја оцениле оваа учебна година? Добро утро му посакувам веќе на првиот гледач. Повелите о програма сте? Добро утро, секое утро. Добро утро. Се слушаме така? Одлично. Вака, сега искрена, и јас ќе дадам детална анализа, па нека се јави некој што е патриот, а не лигуш на власта, и нека ме побие со факти дека грешам. Сакам да чујам, против аргументи. Значи, моментално живееме не само во апартеид, значи, малцинството да владее над мнозинството, а тоа го дозволија пратениците 90 македонци, продадени души, 30 албанци, односно од ДУИ, да командаат со цела држава. Освен во апартеид живееме и во ситуација на идентитетски геноцид. Тој идентитетски геноцид ни го прават на повеќе начини, под команда на Калето и душманите од Запад, Германија, Франција, локомотивата на Европа, кои се исто така под команда на Америка. Значи, тој етнички геноцид, идентитетски геноцид се прави на следниве начини. Што беше францускиот договор е фактички албанско-бугарски договор, каде што овие председател, премиер беа тргнати на страна, врска нема што се договараат, и на софистициран начин браќата албанци работат за уништување на македонскиот идентитет и македонската нација. Со тој француски договор, сега ќе ги потсетам гледачите, последна историска комисија, каде ќе се бугаризира целата македонска историја, по пат на уцени, а со домашни предавници, полуписмени историчари поставени под команда на османи, а со цел да заработат нечестни пари, односно купени со пари. И што се случува? Тие ќе бугаризираат историски македонски личности, историски настани, Неденско востание и така натака.
Од друга страна, е поврзано со темата да кажам, од друга страна, повторно на софистициран начин, нема учебници за македонците, а има учебници за албанците. Од Албанија учебници они имаат, а македонците као немаат учебници. Историјата ја бришат, односно нема да учат децата историја, за да се избрише македонскиот идентитет. Исто така се рушат споменици на писатели, на историски овие херои. Гледате што се случува. Се бришат табли, онамо око мост, како се вика тој мостот. Полицијата не реагира. Значи, сето тоа на софистициран начин се уништува македонскиот идентитет, а власта спие. Исто така опозицијата не треба да спие, него веднаш да поднесе интерпелација на овој министеров за образование, исто така и на министерот за здравство, каде очигледно се албанизира, да кажеме, здравството. И ќе се тргаат сите раководители што се македонци, да се стават албанци. Такви гениалци како што беше докторот ќе се замени со некој матичен лекар. Ви благодарам многу на јавувањето. Да, всушност е многу едноставно додека не излезе од печат новиот учебник да се користи и стариот. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ама сега не викаше многу на високо. Ја Фимка беше будна. Да. Па, може би телевизорот бил напротивко ставен. Викав. Викав. За викање викав. Или може би ме стишале колегиве, не знам. Па ако да не разбудеш малце. Па така де. Што е ова спиење? Доста е сега у 5 сата, 5 типа сонце огрева. Така. Па не баш. Имаме си работа, низбавчичка да станеме порано. Фимка секако кажа, ќе рече, па станава, многу се прави вредна. Ама јас сам се по-малце си бъчкам таму, викам. Това година заврви, касно Магденос нас е ми беше мокро, ама скоро нас е. Ќе никне со мој работа. Ај сега да кажам, како ви оцениле ова учебна година? Ебате Фимка писмена, до 5 бев не да заврши. Молим? Ништо, само темата ви ја кажав, тетка Фимка. Доцни тонот. До 5 деление, тетка Фимка не го заврши. Не го завршива писмена су да се подпишам, како ќе зимам пензија. И вака да прочитам за тоа нешто. сите све писмени, да. А сега за ова учениците. Абе, што и правят? Скоро искочи учебници, вика грешка. Абе, каква грешка, бе? Децата и толку, они па многу не се заинтересирани. Јас така ги поземам во продавница близо ни школото Ново село и викам, абе, деца ви си идели во школа? А не, вика, пубо ни е дома да учеме. Абе, и децата слабо се заинтересирани, некако едно време. Учебници. Зошто? Ба вчера слушам јас немам ученици, мислам, моите онуци се големи, уште една имам онука на факултет, а параонуците, најстарото ми 4 години, параонуци, 4 имам, најстарото 4 години, ама слушам тука комшиски деца имат до мене и вика, вратите ли учебниците, вика, утре, надедам, утре ќе ги вратиме некој. Нашите деца кои учеле не и давале учебници, ние, иако сум биле со една плата, сме ги купувале учебници и во школа оделе со автобус карти сме плаќале. Сега сакат нешто да помогнат, ама на крај ништо не помагат на децата. Уште толку не дават, нема што да учат. Едно време се учело географија и историја, кога сум учела и моите деца кога учеле. Сега децата и они се не знаат што да прават. Не знаат, само ги малтретират. Овакви учебници, онакви, уште албански учебници да и дадат. И наши пат тоа ќе биде све како што треба. И така како што рече првиот гледач, и така сакат, не знам што да направи со нашите деца. Биди ми поздравена, све најдобро. Деца, учете, тоа е најубаво, ама да ти кажам право, немам во младите сега немам доверба. Не се интересират многу за школа. Не сите, ама гледам и ги слушам. Биди ми поздравена, ако грешам се извинувам, поздрав. Нема зошто, тетка Фимка, ви благодарам.
Да, но од друга страна, може би ние сме им оставиле таков свет на децата, така што не треба нив да се обвинуваме, тоа што нив да ги обвинуваме што рековте дека немате доверба во нив. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Искра. Добро утро. Почитување до вас и до вашите колеги и до вашето уредниште. Ви благодарам. Врска со темата, јас мислам дека навистина е промашена оваа година. Од аспект на образование на учениците, нарочно на тие до 8 оделение, до 9 и како е. Навистина е промашена. Од многу причини е промашена. Генерално во образовен смисол е промашена, бидејќи сепак децата треба да учат да се набиратуваат и стануваат, сега некои големи забуни стануваат така натаму. Меѓутоа, кога некој го спомнува намерите знаменување на идентитетот, не се согласувам јас на тоа. Ево да ви кажам, јас учев во југословенско време, тие учебници што ги учев во редбеа. Се изучив, се надгради. Дури денеска учениците што ги учат, да речеме овие 20 години во Македонија, се поќе има големи намери да се македонскиот идентитет до уништи, отколку во Титово време што не учеа. Фактички учењето на нашиве деца денеска е на некој начин желба на остатоците од узбашката доктрина во Македонија. Тие зедоја голема сила во Македонија. Јас да ви кажам право една работа, никој не може македонскиот идентитет да го измени. Тоа да го јасно на сите доеде, ни да го бугаризира, ни да го албанизира, но вистина сум загрижен што дежурните чувари на просрпскиот македонски идентитет се многу плашени и се загрижуваат да не некое место, да речеме, како што беше Синџелис на селата, се крсти Ченто, па да не го заборавиме Бошко Буха, па Пинки е видео од Тита, ме чуди што се толку загрижени. Кој идентитет го чуваат тие? Просрпскиот? Не може. Македонците ќе се вратат на својот идентитет, поврзан со илинескиот идентитет. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето, да видиме каква оценка ќе даде следниот гледач. Добро утро, поверете. Добро утро. Добро утро. Јас првин ќе кажам, првиот говорник кажа се, ние сите после тоа што ќе кажуваме не можеме тоа да го кажеме, тој ќе го каже. Така да денешниве ученици ода и се враќа до училиште. Например, наставниците не се како што беа нашите наставници да му предава и да му бара знаење. Кога може за еден ден, го имам кажано и друг пат, една учителка ти рекол наставничке, таја била професорка, а ние му викавме во средно училиште наставници. И му пишува кец одма. Ајде то. Друг ден на сите 39 ученици биле во класо, на сите 39 единици му пишала во еден ден. Значи, дошла нервозна од дома, еве ти тебе единица, а каде е сега директорот да провери и да речи зошто пишала во исти ден, не се сите испрашани или било како единици. Значи има и такви професори, да ги наречаме, еве сега сака да ги вика професори. Значи, учењето е денеска само појди, дојди. Како што нашите сограѓани ги земаат дипломите од Тирана и од Приштина,
без никако да одат на училиште, така и магистрират и стануваат министри. Па нека бида и нашите деца така, исто така, без знаење. Знаењето се стекнува со пракса. Било какво знаење, со пракса од една година ние одевме како приправници на работа. Една година јас одев и после тоа ми дадоа решение за стално. Така да не мора да учат. Нека се јавува таму како да пошле и нека да се враќа. Знаењето, реков, се стекнува со пракса, така да и овие министри наши, та и премиерот, та и Петко и Трајко, значи се неписмени. Фала многу. И јас ви благодарам вам на јавувањето и добро утро му посакувам на следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Како вие би ја оцениле ова учебна година? Па со 0. Ништо друго. Прво, дали родителите, бабите, дедовците плаќаат данок и кој треба да се грижи за децата, бидејќи од данокот сите наставници, министри, целата администрација во државата од данокот прима плати. Било од физички, било од правни лица. И зошто на родителите со чест на секоја исклучок, децата им се само статусен символ. Јас најголемата вина ја гледам кај родителите. Прво, како што реков, бидејќи јас имам впечаток, јас имам 75 години, имам впечаток дека само им е статусен символ. И спуштени се на училиштето. А во училиштето нема ни образовен процес, нема ни воспитен процес. Наставниците, професорите се по најмалку заинтересирани да ги воспитаат и да ги научат децата. Како децата под влијание на родителите, така и наставниците гледаат само да им помине денот. Јас ќе ви кажам, господјата рече Фимка дека нема внуци во училиште. Јас имам внук. Цело полугодие, цела година нема наставник за природни науки. Нема наставник по физичко образование. Трчаат како луди по двор децата, наместо да имаат физичка активност. И социологот им предава природни науки. И се подпираат оценките само на тестовите. Меѓутоа, некој може да се изразува писмено, некој полесно му е да се изразува усмено. Зошто не се земе просекот и од усменото учење и од писменото учење? Јас ќе кажам, уште еднаш имам 75 години. Мојата наставница Милица Кранго до последен момент беше до закопчана, до врат во блузата, до 10 јуни. Мојот професор Петар Младеновиќ по математика беше безпристрасен, не го интересираше кој чие дете е и на кој функционер е. Ако знаеш, имаш оценка, ако не знаеш, имаш единица. Како ги паметите, имате 75 години, што значи или имате одлична меморија, или пак тие биле такви личности, вистински наставници, што така ви се врежале. Ви благодарам на јавувањето, дадовте и неколку конкретни примери, еве, од децата, внуците, предпоставувам, што одат на училиште. Добро утро за последниот гледач пред следните вести. Добро утро. Добро ви утро. Поздрав од село на Хилово. Поздрав и до вас. Поздрав од телевизија Алфа, поздрав од водителката и до сите гледачи на вас и нашата телевизија. Ја конкретно би зборувал за темава, да ви кажам право што први гледач потполно се слагам, некои работи може да нема, ама тоа е 1% што не слагам некои изрази што употребува, иначе сасвим право. Видите што е оваа власт
е донесена со цел да уништи Македонија. А најлесно уништување на народот е да му го сотреш школството, здравството, тоа е уништен. Друго не, тоа е најдобар рецепт за уништување на државата. Затоа овие се донесени пред 6 години, се специализирани во Америка, и Заев и цела оваа другата што избра во ЛДП, и таа била месец дена на обука пред да избра председателка на ЛДП. И тие се таму школа имаат. Видите, школството од годинава, верујте ми, книги сега му ги дава, зашто му ги дадува книгите? Срамота што се работи во државата. Кој ни управо таа рече некоја со купени дипломи, тоа се работи. И затоа вака ние и цела држава ние во банкротирана ние. Само така се држиме, иначе катастрофа сме. Немаме ништо што не платимо луѓе. Деца, имам јас 5 внуци што идат до школа. И знам сите и од 5-то, 6-то и средна школа какво е школството. Верујте ми дека катастрофа е. Не е она школство што беше напред. Сега и наставниците, професорите воопште не се заинтересирани толку како што беа напред. Него таква ни била судбината, само сепак македонскиот народ, да ви кажам право, бил меѓу 5 народа во светот. И мислам дека нема шанса да го уништат. Без разлика како сакаат да покушуваат. Ова е ствар на Америка и на Западот. А Западот е исто под Америка. Затоа се уништи оваа држава. Таа е 2013 поделена, а сега да уништат. Него сепак македонскиот народ има херои кои се борат и нема да дозволиме, мислам дека нема да се дозволи да се уништи македонскиот народ. Македонскиот народ е како она пирел што е, ти го корнеш, што повеќе се множи. И да ви кажам право, тешко на младината, тешко на децата, као прво не може и да сака да учи, не му дава. Идете го менја во здравство, го менја доктор, што пресадува срца, ќе донесе сега некој што купена диплома. Кај го има, тоа не му даваш на младите да учат, бе. Не му даваш евам да учи. Знаеш дека заврши баќи би е така, негде ке избркани самиот себе да се замине. Бидете ми поздравени, фала за пеното време и пријатно. Ви благодарам и јас вам на јавувањето, ми дадовте одлична идеја за мислата што ја кажавте. Еве, накратко само предвестите да ви прочитам. Еден универзитетски професор од Јужна Африка напишал порака, ја залепил на универзитетот и таа гласи: за да уништите еден народ не ви се потребни нуклеарни бомби ниту ракети. Доволно е да го намалите квалитетот на образованието и да им дозволите на студентите да препишуваат на испитите. Време е за најновите вести на Алфа телевизија. По овие вести вообичаено се поврзуваме со АМСМ. Пред да го вклучиме Бенијамин ова утро, еве токуша пристигна информација за која што сигурно тој повеќе ќе извести, а тоа дека од утринава од 6 часот и 30 минути, токму кога започна и нашата утринска емисија, во прекине сообраќајот кон граничниот премин Деве Бајр поради одрон на патот, но еве ќе слушнеме сега повеќе информации. Добро ви утро, Бенијамин. Добро утро, ве благодарам. Повелете со најновите информации. Так, благодарам. Да, таа информација е точна. Во меѓувреме исто така и сообраќајот на патниот правец А3 македонска каменица Делчево се одржува наизменично по една коловозна лента за сите видови на возила. Сообраќајот на сите останати државни патишта се одржува непречено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема повод за задолжување на завлести за содржавата. АМСМ, како и секогаш, препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата. Особено на патиштата низ котините, речните долини и клисурите, каде има можност од пројава на одрони. Ова особено се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово, Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Лачево. За повеќе вакви информации може да набарате на броевите 155 55 за информации или 196 за услугата помош на пат. Сите оние кои патуваат ни посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден.
Ви благодариме, Бенјамин, на овие ваши информации. Ние се продолжуваме понатаму со нашата денешна тема и тоа како значајна тема образованието, односно учебната година која што официјално и денес завршува. Предпоставувам дека со оваа тема ќе одмориме во текот на летниот период и ќе видиме од септември како ќе биде, но сега прво да ја оцениме годината која што е зад нас. Добро утро му посакувам на следниот гледач, повелете во програма сте. Повелете. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Па би прашал некој да ми одговори со ова СДС власт и Дујнали што нешто добро направија, а не промашија. Се е промашено со нив. Замислете, да речеме, еве пример, нали вчера зборувавме за автопатот, колку луѓе загина, ги убија, што го блокира автопатот Тичево, Охрид и градско Прилеп. Колку луѓе загина, колку луѓе се повредени, колку автомобили во тие сообраќајки се искршени, колку автомобили други, да речеме, се искршија, оштетија по тие дупки, колку нафта повеќе се потроши, колку сресно возење сме имале по тие во дожливо време, по тие тесни патишта, по разминување со камиони со светла пуштени, нали, долги. Тоа се трауми тешки. А по тие исти патишта се возат и тие пратеници или министри од СДС. Пример да речеме, Сугаревски од Прилеп го блокира автопатот градско Прилеп, а прилепченец од СДС. Поти се абсурди. Или сега со образованието. Значи, замисли, на крај на школска година да му дадат учебници по македонски јазик. И за 5 дена тие книги тие деца мора да ги вратат назад. Која мизерија. Лани свидетелства не може да му дадат. Кој беше ковидот, еден месец во септември, кога значи е топло, отворени прозорци се, еден месец изгубија тие деца. Се изгубија и деца, и пензионери, и вработени, и невработени. И како македонци се изгубивме, па и другите етнички, нели, малцинства во Македонија тие изгубија. Што добија тие албанци ако загинаа деца и нивни млади татковци, мајки во изгореа живи во автобус или оние албанци во ковид болници изгореа живи. Значи, кој доби нешто убаво од ова власт? Само некои себични, најсебични поданици на ДУИ и на СДС тие добија. Можеки не добија нешто, само онака одинајат ги бранат. Затоа велам дека дали е нормално се уште некој да ја брани ова власт. За децата, ќе ви кажам друга работа. Значи, македонски јазик нема учебници во држава македонска и кој абсурд е. А затоа јас ги прашувам дечиња 8 годишна возраст, ајде да пејте име на македонска песна. Македонска песна на 8 годишни деца, 30 година држава македонска. Вика Чичкоталија, ние не знаеме македонски песни. Пееме само тујги, српски песни. Аца Лукас нас не е идол. Татковци, мајки, баби, дедовци, тие не го дават за идол. А не некои македонски наши пејачи, Боби Мојсовски од Охрид, за кој Јоксимовиќ рече, сакам да пеем како тебе, Боби, ти имаш преубав глас. Секоја музика може да ја пееш. Ама Боби Мојсовски овие години го нема никада. Прв беше убедливо прв, само Никс Фактор како пејач. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро, делумно ја допревме и темата. Повелете во програма сте? Добро утро, Искра. Добро утро, Шехерезада. Добро утро, гледачи сите на цел све што не гледаат и не пратат. Добро кажал ова во Фейсбук што си читала. Ако сакаш да уништиш една држава, образованието го уништувај. И така е. Јас многу одамна, пред 30 години, нели, кажував дека работа по жени, беа професори, беа адвокати и суди, а да кажувам, зошто не преземате мерки малку за образованието да се гледа, за да ќе имаме проблеми понатака. Јас тоа го увидува уште од порано. Ама гледали изгледа само себе да си се обогата, да си имаат, а никој не размислувал за државата. Нека мислат другите генерации што ќе дојдат. Еве до кој степен дојдоа децата. Не е убаво. Јас мислам, може грешам да упатам еден апел до председателот. Треба да има, не само овој председател, да има ингеренции за вакви работи, ако не барем за децата.
не требал да изостави, да давал предлози таму со овој министерот, како се вика, како му беше име, заборев, да решава со децата, зошто при крај. И се прашувам, зошто во мобилните барем нема за историјата како што има сите работи за здравство, за лекари, кои лекови треба да им се даде на пациенти, што барем децата ќе се учат и од мобилните за историјата и за македонскиот јазик, да не го забораваат и македонскиот јазик. За мене како ромка знам малце француски, знам малце германски, зашто пристигнав во Германија. Она што го знаев турскиот и тоа веќе го заборавив со синхронизацијата, во ред треба да се, ама дали тоа го воспоставуваат и другите, треба да има преводи и на други јазици, зашто секој нема пари да учат други јазици. Не треба, владата треба да имаат во предвид сите за ова, дека децата треба да учат не само македонски, и секој што учи на свој јазик треба да имаат предвид. Ама главно е македонскиот јазик. Македонија, затоа се вика Македонија, бе Господа, зошто не размислуваат само парите или алчноста во парите или во знаењето? Децата што заминувале во Америка за една година добивале 2 и ги прашував како е таму во Америка или во други. Таму праксата е добра, нашата теорија е вреди и 2-3 деца што завршија факултет се вратија овдека за да завршат факултетот, зашто теоријата во праксата ќе ја применат во Америка и многу мина отидоа и станаа големи бизнисмени. А овдека кажа ќе работиме за една плата, сиромашни, а вака барем моето знање ќе го покажам таму во Америка, било каде што заминаа децата. Тоа е стварно, значи теоријата дозволува да бидеш, еви теоријата и мене ме даде како да се снајдам во животот. Шехрезада, многу ви благодарам на вашето јавување. Она што е трагично е што вие и гледачите треба да им го кажете ова, а тие тоа по се изгледа не го знаат. Или не сака да го знаат. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Добро утро. Добро утро. Да, Тале. Срамота е и издајничко е да ја браниш ова власт. Ама тоа исто се однесува и за сите власти во овие 30 години поминати. И затоа ќе продолжам. Сакајте ја, чувајте ја, неговувајте единствената вистина, Господовата. И сврлете ја, мафнете ја личната вистина, себишноста. Со неја аир нема. 30 години имаме македонско падинање тониње на сите полина од животот. Така ни е и во школството. Криви се душманите. А душман имаш толку колку што си некабожен. Кога највремното, родолюбието, патриотизмот го немаш, не можеш да бидеш и кабожен. Ете се давиме од некабожности, чоравости од себишности, само јас има. Ние заедништво нема. Така лесен плен на душманите стануваме. Македонското сами си го ништуваме, продавајќи се. 30 години појќе од секојаш не си го негуваме, чуваме македонството. Благодарам. Ви благодарам, Здравко, на вашето јавување, на вашите зборови и да видиме каква оценка ќе ни даде следниот гледач за оваа учебна година. Добро утро, поверете, во програма сте. Ало, добро утро, Искрена. Добро утро. Каква оценка за оваа година, за оваа учебна година? Нула, Искра. Значи го упропастија школството, ги упропастија децата, ги уназадија. Овие 3 години
корона, превоз нема, бомби, што не му се случи на децата? И на крајот 80% се одлични. Кој ги оценува и како ги оценува? Значи, кај нас се нестручни луѓе, се луѓе што немаат идентитет и што немаат чувство како човек, како треба тоа дете да заврши и како треба да го научат. Значи, јас сум учител, што ми е гајле, што ќе научи детето? Не се сите така. Може има 20-30% што се стварно стабилни учители, ама нив никој не ги слуша, нив никој не ги почитува. Одма го тргат настрана тој што ќе каже добро. Какви пропусти во книгите се прават? Па и на крајот книгите му ги дават пред 3 дена пред распустот. Зошто го прават тоа? Ренти ли да добијат, награди ли да добијат, со секакви препусти и никој не одговара. Нема одговорност што напишал грешка. Па тој пише книга за Македонија, за македонските деца и да направи такви пропусти на која страна, кај како се граничиме. Срамно бре, па тие имали диплома, имали инспекција, одма да му се одземе. Ама кај нас неспособните се најспособни, а способните патот надвор од државата. Друго спас нема. Значи, албанец приман болничар и му вика на докторот, ја го направи тоа што требеше по ваше, не знам како го викат. Кој е наше, кој е ваше, бре? Ти си примен од државна болница и треба да знаеш тие инструмент како се вика. Значи, наше прими го на работа, дали ќе го умре пациентот или ќе го оживи, дали некој ќе го прегледа, дали некој ќе го прими како што треба, не е важно. Значи, 400 дипломи незаконски завршени, сите, не сите, ама 80% од албанците, сите со врски, со пари и со сила. Му викат на професорите, или тури ми оценка, или ќе те манам по контенер. А 55 години човек имал средно, а требало да биде инспектор. Ви благодарам и вам на јавувањето и добро утро за следниот гледач, повелете. Ало, добро утро, секој утро Искра. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до сите гледачи и до Алфа телевизија. Ја да ти кажам најискрено, така за ова сите веќе си кажа што имаше за учебнава година, дека се не е промашено. Јас сакам да кажам за втората тема, за хуманоста. Да, денес е светски ден на крводарителството. Да, баш се потсетив Искра пред многу години кога мене така ми висеше животот на конец и кога ми спасија баш една крв. Првата крв што ја примев, првата кесичка беше од еден ром, па после беше од еден албанец, така керка ми ги циташе, викаше мамо еве сега од овој, еве сега од оној, викам боже, може ќе останам жива, нели? И благодарејќи на нив, нели, на сите тие хумани луѓе, јас многу вреки добив вреки тие кесички крв, значи благодарение на нив сум жива. Сакам да кажам од тоа похумано здравје. Значи колку животи спасиле, секоја чест, значи на сите тие крводарители. Сега работава е што има и многу други работи што можеби јас сум направила, да речеме, можеби не се такви како тие, ама пак Искра, знаеш како во некои моменти кога на некому било најтешко сум му подала рака. И јас тоа го чувствам како хуманост. Можеби сум му подала и лепче, ама мислам раката кој ќе ми ја подадеш е многу побитно, затоа што јас со толку години им подав рака на сите, кога јас дојдов во ситуација да бидам во тешка ситуација здравствено, никој не ми подаде рака. Ти си само тука една што те затоа те величам ја многу, затоа што ти ми подаваш рака, душа убава.
И сега си викам, погледни, молим те сега, кај се тие сите хумани луѓе? Дали уопште се хумани сите тие? Што се случи со луѓето, па сега се разочарав. Кај се тие што ми ја подавав, што ги поддржував во све, што ми кажува, ми плаче, ова ме боли, онде ме боли, јас ги тешев, така бев со нив цело време, затоа што сум таква, сакам да помогнам. Ама сега се разочарав, па каде се тие мене и да ми крена телефон да ме прашаат, добра ли си Слободанка? Не. А ти уште си жива? И тоа прашање кој ќе ми го постават, а ти уште си жива и толку се разочарувам како да чека да отидам. Тоа јавно го кажувам, сега ќе се препознат. Неуместно прашање, Слободанка, стварно. Па ти уште си жива, па не ви ќе умираше. Како може да изговори некој такво нешто? Па не ви ќе умираше, вика, или ќе ми рече, ама се плашам да свртам телефон да не ми каже дека си умрела. Види, молим те, па не сум умрела, гледаш дека уште чекорам по улици, ама не остави ме да живеам. И така сакам да ти кажам, значи, толку нехумани луѓе, или пак ќе направи некој добро дело, па ќе го сподели на Facebook сите да видат леле што направила. Амен веќе направи, ма премолчи си, па не мора сите да знаат дека ти си дарувала, не знам тамо колку кила, месо ли, не знам што. Сакам да кажам, го снема човекот, го снема дефинитивно, го снема. Мене многу пати ми требало така рака, само еден збор да ми каже, убав топол збор, ти знаеш како ќе ме крене. Ви благодарам, Слободанка, на јавувањето. Да, хуманоста не подразбира ако помогнеш некому дека треба за возврат да бараш и некој друг да ти помогне. И еве, не секој може би е хуман, не секој да речем има премногу проблеми за да успее да помогне на друг, но не мора да одмага, а особено треба на секој збор што укажуваме да внимаваме и да не изговараме вакви неумесни зборови, затоа што зборовите болат. Добро утро за следниот гледач. Тоа беше всушност втората тема, за да ако се чуди некој зошто зборуваме на оваа тема. Добро утро, поверете, во програма сте. Добро утро, Искра. Поздрав до Алфа телевизија, поздрав до гледачите. Поздрав и до вас. Па, вие да ми бевте мене професорка, јас секоја година ќе кепнував. Така да ќе се гледавме секоја година, редовно. Инаку знаете дека сум професорка? Да. Не. Ме прочитавте сега, значи, да. Видете, зашто го зборувам ова? Затоа што многу е важно каков е наставничкиот кадар. Кај нас некако уште се зависи од наставникот, така? Да, затоа што уште од комунизмот имаше една тенденција, не можел да изучи архитектонски, не можел медицински факултет, машински факултет, ај што да запишам нешто полесно, ај педагошка. И некако многу со почит до сите исклучоци, јас познавам стварно добри исклучоци. Меѓутоа некако многу влезе во таа сфера шкарт материјал и после сега ги гледаме последиците. И се тие малкуте што беа, што велите шкарт, сега како да се намножени, така? Па добрите се реткост, по се изгледа. Да, добрината ни стана исклучок, пропаста ни стана редовна појава. Негативната селекција ни стана редовна појава. И јас сум гледал вака за странство, колку што успеам вака да доловам од сателитски програми и преку интернет. Еве Јапонија ќе ја земам за пример. Вие дека испомнавте со претходната гледачка и хумано. И сега гледајте во Јапонија како ги учат децата, со еколошка свест, да бидат солидарни, да ја почитуваат традицијата, да ги почитуваат постарите, убаво да се однесуваат во сообраќајот, да бидат хумани, да бидат воспитани. А пазете, ако вие сега на детето му викате не лажи, не кради, не знам такви работи, вие фактички ќе го осудите на пропаст. Затоа што во средина на ајкули вие ќе ако добро воспитате дете, тоа ќе биде жртва на загадена средина, на хумано загадена, на нехумано загадена средина. Затоа и во соседството ни се случи тоа што ни се случи, да не го спомнувам. Некој спомна учебници немало. Да ви кажем право поарно и што нема. Какви излегоа поарно да ама замислете сега историски учебник. Што ќе пишува за Александар Македонски? Александар Македонски отишол до Индија, го јавал Букефал, ама со бугарска регистарска табличка. Или пак Гоце Делчев бил бугарин,
роден во Грција, ама се борел за независна Северна. Мислам, да ги слушаш и да се крстиш со нога. Тотално ќе се збунат децата. Да, уште би зборувал, но еве гледам истече времето, благодарам за отстапеното време. И јас ви благодарам на јавувањето, да, штета што истече времето. Сакав се надоврзам на неколку работи, ама после ќе ми текне да не одземам еве време од следниот гледач. Добро утро, поверете, програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Многу рано стануваш, Искра, свака ти час е. Не е хумано тоа, навистина, нели? Види, Искра, ова што го кажа, ако сакаш да уништиш држава, уништи го образованието. Тоа е пендрж. Сега, знаеш, на тоа прашање ја како си поставувам друго прашање. Дојдоа ли бугарите, дојдоа ли србите да го уништат образованието? Се знае кој го уништи образованието. Политичките партии во континуитет. Сега преходниот гледа што збореше, што кажа дека наставниците, професорите се криви. Ја уопште не ги окривувам професорите и наставниците. Знаеш зашто? Они се присилени да им ставаат 5 или 10 на факултет. Кои ги присилуваат? Ги присилуваат партиите. Јас сум бил сведок на тие настави. Доста сум бил сведок. И за да задржи работно место, он мора да се прилагоди на тие услови. Што му ви кажуваат. Партиски лидер, знаеш како, или некој и потршко да е партиски. Ќе се јави на директорката на учителот или наставникот или професорот и така функционира државата. И затоа се сите со 5 или со 10 на факултет. И сега гледа кај е проблемото нашата држава. Тој што тварно знае, исто петка има, а тој што иш не знае, исто има петка. И тука више се губа сите вредности и на државата, и на понатамошниот кадар. И знаеш како, например, кај мене у комши, знаеш како, двете деца заедно учеле школа. И на факултет заедно. И денеска се скарани. Знаеш зашто? Едниот бил на политичка партија, а едва завршил школа, а другиот скроз убаво му идело факултетот, све. Арно, ама? И не се запостил у странство. А на овој и денеска и по телевизија го кажуваат. И гости некој. Ова, знаеш како, ова образование, ја би сум го оценил со 0. И уште еднаш ќе кажам, не ги окривувам наставниците и професорите. Се е по принцип на наше дете. И нема да се откорени тоа. Искра, благодарам што ме сослуша, пријатно. Поздрав. Јас ви благодарам што се јавивте и што ми изразивте сочувство за моето рано станување. И тоа е хуманост, да, емпатија кон другите. Добро утро за следниот гледач, поверете во програмата. Добро утро. Добро утро. Говорете македонски. Дефинитивно. Значи, ја не можам да сочувствувам со тебе што си станала во 4, ако јас се разбудувам во 2. Еве, јас ке сочувствувам со вас. Така некој ланец ке правиме. Да бидам искрена. Не, знаете што, моето е за сочувство, вашево е трагедија, да ви кажам. Не. Моето не е трагедија, бидејќи легнувам после 12. Не е трагедија, значи изборот е мој. Дежурствата ми се такви. Добро, јас реков да не така ви дошло. Добро тогаш. Малку иронично го кажам, ама тој мој стил на живење, ја така сум избрала, така живеем. И живеам пурно, имав многу елан кој ќе се разбудам у 2, у 3, ќе земам да работам, да пеглам, да пуштам машини и не знам што. Сега, бидам искрена, се масам, се превртувам и само го гужвам часовот, ништо друго. Не знам, велат дека против несоница најдобар лек било пеглањето. Некој може би ужива во пеглање, не знам, ама многу било здодевно. Ја уживам. Цел живот многу уживав и ден денес многу пеглам. Дефинитивно домашната работа навика создадена, веројатно и така. Како е создаден човек, така ќе се тера до. Јас сега ќе кажам нешто во врска со учебниците што закаснија, во врска со професорите и учениците, стварно замер.
Значи нема е проблем. Го нема народот на улица да излезе, значи нема проблем. Им одговара да не учат учениците, родителите им одговара да плаќаат се што ќе им се наложи, а ништо да не добива. Професорите не ги исклучуваме во таа чема, ќе побарат 10% покачување, ќе добијат 2%, наместо да бидат достоинствени да излезат сите на улица. А за ова давање поклон оцени, јас ќе ви кажам од моето блиско семејство, пред 30 години, 50 години, пред 30 години се случи ученик да има 7 единици во мај. Вау. Во мај на матура, нели? Една не пред матура. Матурата ја помина со позитивни оценки, дали беше многу добар, дали беше одличен, не вешам забравив. Од 7 единици на многу добар или на одличен? Од 7 единици. Каков скок? Значи, друг случај, 80 и не знам која година беше, значи, ученичката требаше да изгуби година по скалите ден денес ја гледам на свежа ми е сликата, се симна со многу добар успех. Што значи не се работиве од сега, сакате да кажете, има нешто и во нашата крв што тече после изгледа во однос на оценките. Имаме време за уште еден гледаш, само ќе надополнам ова што рековте дека закасниле со учебниците, ќе треба некој нов термин да воведеме, се касни малку, 15 минути, ден, една недела, еден месец нека се закасни, ама не цела учебна година. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Имаме време за уште еден гледач, иако Сузе е веќе седната на своето работно место, но јас со оглед на тоа што овде не слушам, или дајте ми ја Сузе, или дајте ми некој гледач. Се исклучил гледачот. Ајде тогаш ќе си направиме ние муабет со Сузе, особено што Сузе ни доаѓа од оваа бранча од образованието, па и на Сузе треба да го честитаме денешниот ден, последен ден, и Сузе се распушта денес. Добро утро, Сузе. Да. Овој ден денеска всушност би бил 10 јуни од нашето време, да. Искра. Добро утро пред се на гледачите и тебе. Верувам дека и тебе ти се свежи сеќавањата за ваквите последни денови, нели? Да, амарно велиш, 10 јуни било тоа, го котемпиравме цела година, сега не знам како би издржала 3 дена, вака некако многу ми делува пролонгирањето, но сепак, ете, дојде ден, сега ќе се одмора цело лето со нови сили од септември. Сузе, морам сега да те прашам, еве како да си гостин во емисија, како ти би оценила оваа учебна година? Чудна, вештачка малце одржана последниве 3 денови, беа прилично вештачки, децата беа без ранци во училиште, децата не беа воопшто наштимани ниту за поправање оцени, ниту пак за доаѓање редовно во училиште, но како и да е, некако ги одработивме овие 3 последни денови во оваа учебна година и навистина оценката не би била повисока од 2. Значи, ова е висока оценка во споредба со оценките на гледачите, затоа што сите што оценуваат дадоа оценка 0, морам да ти кажам. Да, еве, јас знаеш дека сум секогаш оптимиста, па дадов 2, но можеме ние многу повеќе само доколку направиме една убава стратегија и доколку навистина се направат едни добри промени, но еве ќе говориме на оваа тема можеби и некој следен пат. Јас кратко би кажала нешто повеќе околу содржините за ова утро. Денеска по повод светскиот ден на крводарителството, нашата била ќе биде на линк некаде после вестите околу 8:45 и ќе разговара со еден крводарител и со председателот на овој оддел, каде што навистина ќе ни дадат многу интересни информации поврзани со тоа колку крводарители моментално има во нашава земја. Наша гостинка на барање на гледачите и на радост на многу луѓе кои што се наша публика, нашата таргет група се луѓето 50+. Луѓе кои што вчера ме испровоцираа во збор по збор и говореа за тоа како се живее во пензинските денови и години во нашава земја. Не споделивме баш некои ведри и оптимистични информации, но
подсетувањето дека да, не е секој ден добар, но во секој ден можеме да изнајдеме по нешто добро. Денеска ни ја донесе Наде Молеровиќ во нашата емисија, која што ќе говори за убавините и предноста на третото доба или на пензионерските години. А она што сега ќе го најаваме, прилогот за метеопатите, кои што не има многумина, како со помош на физичка активност и здрава храна да ги ублажиме промените или сите симптоми на метеопатијата. Наглите временски промени, посебно во време кога се менуваат годишните времиња од зима кон лето и обратно, може да бидат главен виновник за главоболките со кои се почесто се соочуваме. Скоковите во температурата од ладно на топло или обратно може да влијаат на крвниот притисок, срцето и циркулацијата, а тоа пак води до чести главоболки. Чувството на немоќ кога болките ќе ви ги променат плановите, заменете го со советите кои ви ги даваме денес и така ќе престанете да бидете роб на метеопатијата. Следете ја временската прогноза. Како што секое утро пред излегување проверувате каква е температурата на времето, за да донесете одлука што да облечете, така проверете и дали радикално ќе се разликуваат утринската од дневната температура, за да го подготвите телото за тоа што следува. Излезете во природа и активирајте се. Било кој облик на физичка активност во траење од најмалку половина час дневно ќе го направи вашиот организам поотпорен и постабилен на временските промени. Уште подобро е ако физичката активност се одвива во природа на чист воздух. Не е важно дали сте се одлучиле за брзо одење или пак сте дел од групна тренинг активност. Активностите во природа ќе ви помогнат да се ослободите од стресот и да се чувствувате подобро, а тоа пак може да ви ги намали шансите за појавување на главоболката. Исхраната нека ви биде разнолика и полна со витамини. Здравата и правилна исхрана во која задолжително е јадењето овошје и зеленчук се е добар предуслов за ублажување на негативните последици од времето. Со разновидната исхрана е важно и редовното внесување на течности. Па затоа се препорачува внесување на 2 до 3 литри дневно течност во организмот во зависност од полот и од активностите кои ги имате. Заменете го кафето со чаеви од билки. За полесно да се справите со метеопатијата, помош може да побарате во опуштањето со различни билни чаеви или пак да ги збогатите оброците со додатоци во исхраната. Чајот од камилица, например, може да ви помогне за смирување на нервите. Покрај тоа што ќе уживате во мирисот на природните чаеви, тие ќе ви помогнат и да ги пребродите наглите промени во времето. Како што најавив на почетокот, следуваат минутите за нас, за животот, за младоста наспроти староста, за сето она кое што го прави нашиот живот во сите бои, понекогаш и црно-бел, но понекогаш навистина и знаеме да ја изгубиме по пат на животните кривини на смевката, не знаејќи зошто и каде. На оваа тема, како да ја најдеме убавината во третото полувреме од животот или можеби во второто, како вие го оцените, наша утринска гостинка Наде Молеровиќ на ваше барање. Наде, добре ни дојдовте. Добре бе, најдов ви благодарам многу и поздрав до гледачите, особено чест ми е навистина да некој побара да дојдам и да бидам ваша гостинка со задоволство. Не еднаш, признавам. Многу ви благодарам. Еве и се радуваат, верувам дека не следат нашите гледачки, претежно беа гледачки, дами кои што се со години со нас присутни на Алфа телевизија и многу пати и ми пишуваа во порака, но многу пати и гласно
бара да ве вклучиме, макар и оддалеку, иако следат дека бевте долго време одсутна од земјава, но еве првата седмица не помина ни една седмица од како наред се врати до Македонија, таа е веќе со вас, драги. Ви благодарам. Сузана, и на вас ви благодарам за поканата. Да, на почеток, дали Македонија секогаш се доживува поинаку после некое долго отсуство од дома? Апсолутно да. Да, вела дека колку барам јас така го доживувам, мислам се доживувам како јас ја доживувам татковината кога сум надвор од татковината. Значи, многу подобро можеш да ја видиш како ти изгледа татковината кога си негдека надвор. Нема да кажам дека не ми недостасувало, нели? Секако дека ми недостасувале улиците, луѓето, пријателите и така натаму, меѓутоа, знаете, имате можност да видите да престојувате подолго во едно време, на еден простор каде што системот е организиран долги години, каде што можете да ја забележите радоста и среќата на луѓето кои што живеат во едно организирано општество, во кое што и самите придонесуваат за тоа. Тие не очекуваат нормално системот и државата ги направиле правилата на игра, меѓутоа тие се почитуваат и живеат во една убава средина, чиста, спокојна, каде што нема многу галами и така натака. Јас имав среќа да бидам буквално во еден од најдобрите делови во Калифорнија, каде што според стандардот и лајфстајлот, што викат животниот стил, е на трето место според условите за добро живење, а особено повозрастните, што ги викаат сениорите, специјално доаѓаат тука да го поминат времето, затоа што климата е прекрасна, има навистина прекрасни програми кои што секој возрастен сениор, нели пензионер, одат играат голф, често пати по патеки ги среќам цела група, значи не сум видела помлади од 60 години, Суза, не сум видела. Тоа биле се луѓе над 70 години кои што возат велосипеди, кои што кога ќе поминете, никого, нели, тоа е сепак странство, не може да поминете да не ве поздрават, не може да поминете да не ви дадат насмевка. Може би последен во животот ве гледаат, да. Значи, тоа посебно ме воодушевува, викам, гледај како луѓе кои што се задоволни со себе, со животот, со тоа што се го искажуваат на таков начин. Знаете, љубезност, меѓутоа има и нешто друго. Знаете, воспитувањето од типот, уште од најмали нозе, јас имам можност тоа да го видам, бидејќи нели во семејството гледам како се воспитуваат деца со еден друг пристап, на друга култура и така натаму. Таму секако се прво што им вела дека треба да бидат љубезни, че секаде во училиштата каде што идев и каде што ида моите деца ми пишува: биди љубезен, подари насмевка, внимавај, почитувај, сакај, љубов. Значи најубавите зборови, јас не слушнав ни еден грд збор. Не еден збор кој што не е како што треба. Да, верувам и често бидејќи се следиме вака на социјалните мрежи, често пати бе во тек со се што таму доживувате воопшто сите во семејството и сите оние убавини кои што сме овде денеска да ги споделиме, можеби не сите, ама нешто ќе споделиме. Кај нас, за жал, пензионерите не играат голф секој ден. Вчера бев испровоцирана гледајќи ја нашата контактна емисија Збор по збор, каде што претежно се јавуваа пензионери и говореа на тема како се живее со македонската пензија. Светогледот на тие луѓе е малку поинаков, можеби и многу поинаков, но едно е многу важно тука, кое што ни е водилка на овој денешен разговор, дека секогаш не е се во парите. Многу пати е во нашата глава, во нашите мисли и во нашата перцепција за животот. Дали сме ја сватиле поентата, бидејќи тоа е краток и брзо поминува. Дали сме научиле некоја важна лекција и дали сме научиле дека некогаш треба да умееш и од она што ти го дал животот да го извадиш најдоброто, бидејќи да, јас го немам сето она што сакам да го имам, но од она што го имам ќе го извлечам најдоброто. Така е. Верувам дека и таму, и во најбогатите делови во Америка и во Дубај, каде што ви живее другиот син, сигурно сте виделе луѓе кои едва и крпат крај со крај, сте сретнале и такви луѓе, но умеат да му се радуваат на животот, така, нели? Да. Каде е нашиот страв заклучен? Значи се, како да ви кажам, прво, ние сме едно исклучително традиционално општество, каде што многу малку сме посветувале внимание на личниот развој на човекот, во смисол да ги едуцираме децата уште кога ќе почнат да одат во училиште, дека стекнувањето на знањето и проширувањето на видиците трае целиот живот.
и дека тоа е процес кој што мораш континуирано да го правиш. Значи, за да бидеме ние навистина срекни во позиција, да ги гледаме убавите нешта, мораме да бидеме луѓе кои што ќе си ги прошируваме видиците, а видиците се прошируваат со осознавање на други различни ситуации, различни места во светот, со различни настани и така натаму. И сето тоа, знаете, како ви дава можност да умот малку го отворите, да видите, па види, можело ова и вака да биде. Она што зборувате за парите. Парите секако се потребни, на сите ни се потребни. Меѓутоа, тоа не е единствениот причина за среќа. Имате многу богаташи, како нели познати луѓе кои што продале се и едноставно сакале да живеат многу лагодно затоа што животот затоа што се несрекни. Точно така, значи заради тоа. Меѓутоа мора едно нешто да имаме во предвид, Сузи, а тоа е следното. Знаете, според психологијата на врвните психолози светски, кажале дека човекот има многу потреби кои што треба да си ги задоволи за да функционира нормално и за да биде среќен, за да биде успешен во животот, да се чувствува дека тој својата мисија дојде на планетава да го живее животот, дека тој успешно тоа го прави со радост, со уживање секој ден. Што му треба, велат? Дека му треба најпрво оние физиолошки потреби. Во смисол да имаш храна доволно, нели да имаш престој, чист воздух, вода и така натаму, кога тоа ќе го задоволиш како базично, одиш на следната потреба. Следната потреба ти е да имаш чувство на сигурност, таму каде што престојуваш и каде што живееш, да имаш сигурност дека ќе бидеш заштитен од било каква нели загрозувачки некакви активности и дури личната безбедност да си бараш да ја имаш, нели да ти ја гарантира некој. И сега потоа идеш па имаш потреба за конекција, затоа што тоа ни е насушна потреба, ние меѓусебно врските, релациите да ги имаме меѓу себе да бидеме добри, и потоа имате потреба од љубов, да се докажете дека сте добри, да ве цени општеството дека вие сте успешни во тоа што го работите, да имате признание, да почитувате себе си, да си се почитувате, па потоа да ги почитувате и другите. И знаете, сите тие потреби, зашто е човечка да бидам, јас сакам да бидам сакана, да бидам среќна, да бидам успешна, да бидам почитувана, ама јас ако тоа го сакам за себе, јас сакам и другите да го чувствуваат истото тоа. Значи, тоа ни носи една емоционална стабилност и една, знаете, една чувство на исполнетост, и тогаш ќе го барате, сега сите овие потреби ги имам, јас сакам сега да се реализирам. Што значи тоа? Да си ги исполнам сите своји соништа и да видам за што сум добар, што е тоа што јас можам да го правам. Сега мене во ова второ полувреме, јас уживам во моето второ полувреме, затоа што сум извлекла големо искуство животно. Точно знам, имам некаква мудрост во себе, не само јас, сите луѓе кои што се на поголема возраст, или над 50 да речеме, над животното училиште. Сега мудроста и вештината од секоја ситуација во животот, кога ќе си направите една ретроспектива, што се сум имал во животот, што сум поминал, како сум ги надминувал предизвиците, проблемите, тешкотите, дали тие постојано ме врзуваат да стојам и да се навраќам назад на минатото, да жалам зашто се случиле, да се лутам зашто ми се случиле, зашто тоа сум го решила, зашто не сум. Знаете, постојното враќање назад на грешките кои што поминувале, всушност биле добри грешки, затоа што ако не се случиле, значи ако не се случиле, треба да после зошто ми се случи ова? Сега што треба да размислам ако ми се случи ова? Како да одам понатаму? Ако се заглавуваме цело време во минатото, ние всушност ќе навистина нема да си имаме добра иднина, ќе си ја украдеме иднината. Значи, ако така ги гледаме нештата и ги учиме нештата, ние изликуваме и стануваме на едно ниво повисоко. Сега сум посигурен, сега сум поспокоен. Потоа си велиме, чекај сега, кој мене, ама тоа значи да си направам една рефлексија. Кога доаѓам до одреден период од животот, јас секогаш сум кажувала на моите колеги, на моите пријатели, на моите роднини што ги имам, прашај се, постави си прашање. Тоа е една голема техника, е алатка исклучително добра да се преиспитуваш. Јас сум се преиспитувала и кога сум била наставничка. И сум ги прашувала моите деца да ми кажат каков наставник сум јас, што треба јас да променам. И потоа се прашувам и сама, тоа мене ми е добро
затоа што всушност ми ги дава насоките, не го имам ја тоа, а како да не тие мене сега ќе ми кажат, па ќе ме оценуваат. Ние се плашиме да си се видиме во огледало и да си признаеме дека во нешто на вистина не сме добри, а сите во нешто не сме добри. Така, одлично го се надоврзавме ова и во периодот кога бевте наставничка и кога бевме колешки, кога јас бев кога поточно вие ми ја отворивте вратата во училиштето во кое бевте директор, а јас дојдов како наставник по музичко и навистина тоа е една посебна приказна за која би ни биле потребни нас многу минути овие, не сакам да ги трошиме, сакам да се фокусираме на нашата публика која не следи. Додека ве следев со внимание, се сетив на една реченица која што ја имам прочитано еден познат холивудски актер, ја вели дека е предност да си млад. Во секоја смисла е предност да си млад, но привилегија е да остариш. Апсолутно. Бидејќи во вакво стресно време на живење, малкумина ја имаат таа привилегија да ги доживееме и дочекаме со бела коса, мажите со брада и така натаму. Апсолутно се согласувам. Меѓутоа, знаете што, ние живееме во исто така, можеби тоа е и светски тренд, не знам. Меѓутоа, јас ви кажам тоа што го видов, како ги третираат, со каков респект и дека едни од најсрекните пензионери во светот се во Средна Америка во еден мал дел, потоа вика во овие што се земите скандинавски, во Нов Зеланд, значи се најсреќни. Што сакам да кажам? Знаете, ако ние сметаме дека за прашањето како беше, извини? Јас се занесам со привилегија да остариш, тоа сакам да го кажам. Дека дискриминацијата, сакам да кажам, тамо се многу среќни и ги ценат и ги почитуваат затоа што во минатото всушност, знаете, највозрасните луѓе ги одгледувале децата. Младите поради својата биолошка спремност ги раѓале, ама им ги препуштале на бабите, на прабабите, сите живееле во заедница и тие морале да ја пренесат традицијата, убавината, воспитувањето, се, значи си имала верба во повозрасната генерација. Сега ако имаме во предие дека живееме навистина во општество каде што се става на педестал, дека мораш да си млад, мораш да си убав, мора да си згоден, не смееш да остариш. Пораките кои што ни ги праќаат нас преку медиумите, преку социјалните медиуми, желбата да бидете, знаете, она артифишијал, да бидеш пластичен, да бидеш по секоја цена млад, да немаш ни една брчка, ништо тоа да не се приметува. Тоа значи дека имаш страв од старење. Всушност не, треба да се радуваш тоа што го кажувате вие, затоа што не многу ми не успеале да доживеат ни 50 години, ни 60, ни пензија да дочекаат, ниту пак пензија или па да кажуваме за некаква поголема возраст. Што сакам да кажам, во што е привилегијата? Па замислете, Сузе. Кога сте млади, се борите и немате одговори на милион прашања. Па зошто ми рече вака, па немате доверба во себе, па што ќе кажат другите, па одбирате да направите нешто што на другите би им се допаднало. Повеќе. Не сте автентични. Сакате да следите што толпата ќе ви каже, какви вие треба да бидете, како тие очекуваат вие да се однесуваат. И вие, следејќи ги нивните потреби, желби, да изгледате како тие сакаат, фактички вие не сте автентични. И сега, со времето, на зрењето, вие што станувате? Помудар? Точно знаете што сакате, што не сакате. Знаете со кои луѓе ќе се дружите, нема да го ќе речеш чекај бе, мене времето ми е битно. Па ја нема да сакам денеска времето да го поминам со луѓе кои што ќе ми одземат не само енергија, туку некој кој што ќе ми наметнува влијанија, информации кои што мене ќе ми донесуваат непријатни емоции. Најновите испитувања на научници, биолози, доктори покажуваат следното: негативните емоции, информациите кои што постојано ги примате несвесно затоа што не одбирате да прекинате да ги слушате и да се занимавате со тоа што кога ќе си го поставите прашање. Во што уживам да правам? Уживам да правам цвеќиња, да бидам во градина. Прави го тоа. Види кои цвеќиња се најубави за твојата градина. Истражувај. Има денеска милион можности, тоа да се направи. А ние се поврзано со парите да потенцираме. Парите се убаво да ги имаме. Апсолутно ти дават слобода, така е, апсолутно е така. Ама не треба заради жал, дека тоа немаме, да, точно има и семејства кои што немаат, она што рековме, ако ги немате тие да ги задоволите потреби, нормално дека луѓето во трката за да си го задоволат елементарното, за да можат да преживеат, знаете, она ниските страсти што викаме, за жал ние во нашево општество повеќето
така сме принудени да повеќето население, вклучувајќи мене, да речам во смисол на висината на пензијата, ни најмалку не е достоинствена, ни најмалку. Можеби ја имам среќа што имам поддршка од моите деца, нели? Меѓутоа, знаете како, на вистина е чувството на дека не си признано она што реков. Имаат луѓето потреба да бидат признаени, општеството треба да ги признае. Работел како наставник, дај му признание, не го ставе негдека на маргините, на дното и да бидат фрустрирани. И што правиме со таквото неовозможување системот на услови да се наградат луѓето за својата работа, да им се одаде признание за тоа што го работи. Макар и бил некој чувар негдека, да му одадеш признание за неговата работа и тој да се чувствува дека е вреднуван. И знаете, Сузе, кога луѓето ќе се чувствува дека се вреднувани, почитувани од нели сите ние како заедница, затоа што сите сме ние за тоа одговори, автоматски се одма одиме едно ниво погоре. Јас не знам, викам како политичарите не разбират. Знаете како, ако ние сме држава каде што живеат најнесреќно население, па повеќето сигурно се пензионери. Да. Затоа што не гледаат изглед, затоа што го немаат, нели, немаат основните работи, дури можеби и ги имаат здравствени проблеми. Не може да гледате како функционира, не може да дојде и сето тоа дополнително ги фрустрира. Море од проблеми кои не може да ги кои не можат, меѓутоа пак стојам на тоа дека се зависи и на некои работи, многу нешта зависат од нас. Сосема накратко, Наде, има ли смисла, не има ли смисла, погрешно го состави прашањето, како да се осмисли секој еден ден во пензија кога луѓето едноставно престануваат нивните излегувања од дома, остануваш дома? А зошто престануваат да излегуваат од дома? Веројатно таков е мајндсетот на нашиот пензионер, на нашиот македонски пензионер. Да, она што реков дискриминација, значи кај нас, гледате сега, кај нас, например, ние немаме можност, знам дека имаше закон некој за волонтирање. Знаете ли луѓето, вамо каде што бев, и на повеќе на други земји, ако сум јас била наставничка, кај што бев кај децата мои во училиште, имаше пензионирани луѓе кои што доаѓаат на помош, не бараат пари, доаѓаат од љубов, да помогнат на наставниците, Значи, ако ние сите како членови на ова општество, пензионирани, а имаме и капацитет и сила и знаење кои што оваа држава треба да го искористи. И желба што е најважно. Му викаш без пари ќе дојдам само да помогнам, затоа што на крајот на краиштата, Сузе, нашето наследство што го оставаме е токму тоа што јас направив додека работев и кога отидов. И сега што ќе правиме? Треба сите да помогнеме, ама треба да имаат и слух оние кои што се одговорни да креираат политики. Да им на луѓето да имаат елементарни услови да живеат. Не можат некои да живеат боговски, а некои да не можат леп да... Навистина е греота. Навистина е греота. И знаете, јас знам дека има луѓе кои што и немале и биле од најсиромашни семејства, па барале чаре, барале каде да одат. Како да го осмислат денот? Еве ви кажав, со само рефлексија, со поставување на прашања. Денеска ќе седам, денеска ќе речам добро. Дали денеска сакам да го поминам денот, цел ден, да слушам пријателки кои што постојано ќе ми се жалат, нели, или кругот каде што се движите, дека е ова така, ова е вака, сте отишли со колегите, па ви кажуваат како е тешко, па како е за нигде, па ова, знаете, се нешто што не е како што треба. И вие ќе треба да се прашате дали ќе го поминам така или ќе се прашам што ме прави среќна. Во што ќе уживам и на што да го трошам времето. Има многу да се работи. Би говореле, супер начнавме ние вака теми за размислување и за некоја следна средба. Ќе ве украдеме ова лето повторно, верувам, на некоја убава тема мотивирачка, која што ќе го подигне нивото на енергија и расположение на многу наши гледачи. Огромна благодарност што ова утро бевте наша гостинка. Поздрав до семејството и уживајте во подписи секаде каде што ќе. И благодарам на гледачите на Алфа, навистина за желбата да бидам тука. Така, и верувам дека им ја исполнивме желбата, а сега се селиме во соседното студио да ги проследиме најновите вести. Ете така, си продолжуваме со содржините кои што ви ги најавивме. Денеска на Светскиот ден на крводарителството имаме задоволство нашата Бела, која што е во дневниот центар за крводарители, да ни ги каже најновите информации, да ни каже што таму се случува. Добро утро, Бела!
Добро утро, Суза. Раздвижено овде во Дневниот центар за крводарување веќе пристигнуваат бројни крводарители во чест на Светскиот ден на крводарувањето. Всушност, 14 јуни се одбележува на светско ниво денеска секаде, а крвта е течноста која што значи лек. Со едно дарување крв можеме да спасиме најмалку 10 животи. Во продолжение за тоа како ќе се одбележи Светскиот ден на крводарителството во Македонија и каква е состојбата во однос на крводарителството овде кај нас, зборувам со координаторот на Дневниот центар Дениса Абдула. Благодарам што сте заедно со нас. Добро утро, добро во Дневниот центар за дарување на крв во Гаре Чамбас, во зградата на хуманите организации при Црвениот крст на град Скопје. На кој начин ќе се одбележи оваа година Светскиот ден на крводарителството? Денешниот ден, пословното или мотото, дарувај крв, дарувај плазма, споделувај живот, споделувај често, го започнуваме денешниот ден, со тоа ги повикуваме сите граѓани да дојдат да не посетат во Дневниот центар, исто така од 8 часот до 15 часот и во и на Институтот за трансфузиона медицина од 8 часот до 18 часот попладне, да дојдат и да дадат својата хумана течност за некој што најмногу му е потребно. Кажете ми, кој може да биде дарител? Секој оној кој што се чувствува здрав, има желба и мотив да дарува крв, кој што сака да се приклучи на ова големо хумано семејство, кој што не прима. Колку време трае? Што се значи дарувањето на крв? Дарувањето на крв представува неблагородниот чин од алтруистичка природа. Сите знаеме дека единствениот пат на доаѓање до да помогнеме на некого без да одиме или да бараме некаква помош, самите од нас треба да постигне тој мотив. Единствениот некој што не можеме да го купиме во аптека, не можеме самите на себе си го дадеме. Самиот чин представува неболно, безболна процедура, трае дека од 5 до 10 на минути и секој рекол како што е здрав човек може да пристапи кон дарување на крв од 18 години па се до 65 годишна возраст. Кои се побројни, мажите или жените, доколку направиме ваква споредба? Кои се побројни дарители? Како мотиватори и жените и мажите се оние кои што не посетуваат и даруваат крв, меѓутоа како бројка секако мажите се оние кои што даруваат повеќе крв. Дениса, дали може да направиме некаква, да дефинираме одредена бројка на годишно ниво, колку дарители имаме во нашата држава? Значи, не дека околу 30.000 даваат на годишно ниво, меѓутоа според годишниот план ние действуваме со 55.000 крвни единици на годишно ниво. Кажете ми, што вели статистиката, дали низ годините се зголемува бројот на крводарителите? Не разбира се момент дека се повеќе како во Дневниот центар, така и на медицина и воопшто во територијалните општини, должни цела Македонија, бројот на крводарители се зголемува од ден на ден и тоа нас посебно не радува. Како можеме во иднина да ги поттикнеме сите оние кои што не гледаат, како да го зголеми уште повеќе бројот на крводарители? Дали може би имате и некаква замисла и агенда во иднина вие како Црвен крст, некакви планови, може би новитети во мотивирањето на крводарителите? Токму така, едно од целите на Црвениот крст е да мотивира, напредува млади мотиватори, почнувајќи од клубот на 25, па се и овдека во центарот и воопшто во целата долж Република Македонија, преку општинските организации, ние секогаш мотивираме, напредуваме преку крводарителските акции, ги мотивираме сите оние кои што сакаат да дојдат и да се приклучат кон големото хумано семејство, да даруваат крв. Ви благодарам многу. Во продолжение, ние успеавме да убедиме под наводници, односно да замолиме еден од крводарителите да поразговара пред камерата на Алфа телевизија. Во продолжение ќе зборувам со Марко Тодоровски, тој е млад крводарител. Марко, пред да започнете со процесот, најнапред ќе ве поздравам, ќе ви честитам за оваа хумана дејност која што ја правите. Фала ви многу, чест ми е да дарувам крв. Може ли да ни кажете од кога започнавте да дарувате крв? Започнав од мои 19 години, односно пред 4 години и гледам 2 пати годишно да донирам. Најчесто или после некој испит или после од една од традиционалните крводарителски акции на Црвениот крст. Тоа значи дека ваквите акции, Светскиот ден и останати акции вас ве мотивираат? Да. Во главно за Богородица, во август месец донирам најчесто и другиот пат кога ќе најдам некој слободно време, најчесто јануари. Памтите ли која беше причината пред 4 години? Која беше вашата главна мотивација и поидовна точка за да дојдете овде? Студирам на медицинскиот факултет и знам колку е значајна нели крводарителството, целата трансфузиона гранка и поради тоа после еден положен испит решивме со колегите заедно да отидеме да даруваме крв. Кажете ми, дали постои посебна подготовка? Се подготвувате ли претходно посебно околу храна, можеби некаква физичка активност пред да дарувате крв?
Па пред да дарувам крв немам некоја посебна подготовка, само гледам нели обично или здрави од живот што водам, малку да е некој повисоко ниво. А што потоа, по дарувањето на крв, каква е вашата дејност? Имате вашето однесување, имате поинакво однесување можеби? Да, по дарувањето крв гледам да одмарам многу повеќе и како што ќе кажат нели препораките од самиот Институт за трансфузионална медицина, алкохол и цигари на минимално ниво. Какво е чувството додека дарувате крв? Додека дарувам крв, се сеќавам многу убаво, се сеќавам да помагам индиректно нели на некој, а и самото чувство од кое ќе заврши со дарување крв е нешто што треба да се искуси лично. Колку низ овие 4 години успеавте да мотивирате некој меѓу вас, вашите пријатели? Точна бројка не можам да ви кажам, бидејќи најчесто се собираме групно со колеги ако одиме заедно, или пак заедно со волонтерите од Црвениот крст после некоја традиционална акција, да кажем околу 20 луѓе. Околу 20 на луѓе. Тоа е одлична бројка за мотивација. Се надеваме дека и ние низ овој разговор ќе успееме да мотивираме некого. Благодарам многу за одвоеното време. Посакувам добро здравје и уште еднаш честитки за хуманоста. На вас. Да, тоа е отприлика она што се случува утрина овде во дневниот центар на Црвениот крст во Даре Џамбас. Ке ве поканиме сите вие кои што не гледате, доколку се чувствувате подготвени да дојдете денеска или било кој ден. Овој центар всушност е постојано отворен да даруваме крв, да спасиме нечи живот. Споменав дека со едно дарување крв спасуваме најмалку 10 животи. Впрочем, крвта треба да го чека пациентот, а не пациентот крвта. Доколку се слушаме во студио, јас од овде би се одјавила, мислам дека ние како медиум, како Алфа телевизија, како Добро утро секој утре успеавме на достоен начин да го одбележиме светскиот ден на крводарувањето. Да, Бела, се слушаме. Ти благодарам многу и тебе и на твоите гости. Воедно благодарност и до сите крводарители кои што спасуваат нечии живот. Ние продолжуваме понатаму секако на оваа тема. 14 јуни, Светски ден на крводарителството. Продолжуваме на тема крводарителство, хуманост и добри дела. Дали вие некогаш сте дарувале крв и кој е најхуманото дело, односно најхуманата работа што некогаш сте ја направиле за некој друг? Тоа е нашата тема. Секако доколку сакате може да зборуваме и за првата тема, а тоа е образованието, односно последниот училишен ден, односно како според вас помина оваа учебна година. Изборот е ваш. Телефонските линии се отворени, броевите ви се добро познати и претпоставувам дека веќе го имаме и првиот гледач на линија и му посакувам добро утро. Зборуваме уште еднаш, велам, за крводарителството, затоа што денес е Светски ден на крводарителството. Хуманост е една убава тема, нешто што честопати спомнуваме дека за жал ни недостасува, но не е тоа случај со сите, има и тоа како хумани луѓе. Ајде сега се подсетиме што добро ние сме направиле за другите или пак и обратно, кога некој нам ни помогнал. А секако дека и крводарителите се добродојдени да се вклучат во емисија, затоа што честопати споменуваат во врска со одземањето на нивните привилегии. Ајде, да видиме дали веќе имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Јас сум крводарител, прекинав, меѓутоа, сега сум постар. Меѓутоа, за брат ми кој требаше да се оперира 20 кеси крв ми даде од овде да однесам во Скопје. Таму како немало, без разлика како и да е, јас однесов. Што значи дека без разлика дали брат ми помина како помина, заврши, меѓутоа крводарителството, јас ко почнав млад на работа, кај што работев, ние бевме први во нашиот град, во мојата фабрика, така да сите мажи, жени само легнува дава крв. Ко ќе дојде крводарителите, се туркав некој прв да легни. Така да крвта, без разлика колку пати си дал, јас да речиме, искористив тоа што сум крводарител, операција на срце не платив, друга операција не платив. Така да, сега ќе одам на Забар, јас не знаев дека на Забар за поправање заби и за пломбирање не плаќа крводарител. Прошлиот пат и реков на мојата матична забна дека извини, ама не ти плаќам за ова. Ако за надградба некоја заби, ако ти клава, било што друго, тоа што се плаќа? Али за пломбирање, за чистење, за забите и за било што не се плаќа. И сега дури ми е срам
ко ќе сработи нешто денеска, како ќе си заминам без да платам, а живеем многу со заболекарката. Сте го платиле тоа на друг начин, сте го платиле, така? Ами, со крв сум го платил. Да. Сега јас операција на срце не платив, а сега за забој по поправање, јас први некој ми рече не се плаќа, отидов во заводот за здравство, кај директорката ја прашав, да, не се плаќа. И отидов кај заболекарката и кажав, ќе ми извиниш, ама за вакви работи јас не ти плаќам. Ако сакаш, како матична отфрли ме, па ја ќе барам друг матичен. Ете, ова сакам да го кажам, значи, едно дарување на крв, не знам, обавезно спасува живот, многу е битна, има недостаток на некоја крв која што малце луѓе ја поседуваат во себе. Така да таа е ептен потребна крв. А ќе се најди таков пациент која што му треба таква крв, што ја немаме, да речеме, не знам кои се тие, дали А, Б, Да, често пати има апели, особено сега по социјалните медиуми, кога итно е потребна некоја ретка крвна група и сигурно чувството е возбудува кога знаеш дека некому му спасуваш живот. Јас сум возбуден сега за што ја дадовте оваа тема. Не знам дали ме слушнавте, јас сум возбуден Да, ве слушнав. Што ја дадовте оваа тема. Затоа што сум год, што сум бил крводарител. И треба да бидете, господине. И ви благодарам и на јавувањето и тоа што сте спасувале животи. Ви благодарам на јавувањето, токму затоа ја поставивме оваа тема, да им се заблагодариме на сите крводарители и да го разбудиме малку хуманото во себе. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро, Искре. Добро утро. Јас сум на линија, така? Вие сте на линија секако? Да, Бабароско, село Орман. Да, битно сега сте... Дома сте? Дома сум, а одма да кажам дека го видов Силви како дава крв. Позади тебе го видов Силви. На снимките? Да. Ете, супер. Ете, видиш, јас имам керка и син, двајцата дава крв. Ама сега они се доволно возрастни, прекинаа веќе, а јас не сум давала, тоа не сум ни знаела дека треба се дава во моите години. Па, не знам друго што да кажам, тоа е многу хумано да спаси живот. Па јас крв не сум давала, ама сега све што јадам давам на секого, па мислам и со тоа ќе постигнам некоја хуманост. Искре, дали сум уште у линија? На линија се секако да. Има и добри, многу други начини има да се помогне некому, дарувањето крв е еден. Да, крводарителството, тоа е стварно спасување на живот, ама и другото е многу важно. Ако поделиш едно залче леп со некој што нема или што има, од кеф, да биде у друштво, па е и тоа добро. Затоа јас многу сам хумана и многу сум среќна кад дадам, а неко ми дадат. Тоа не го лажам, вистина го зборам од срце и искам да ставам место на други. Доволно кажам. Ви благодарам многу на јавувањето. Да, можеби вие не сте дарувале крв, но и сте дариле син кој што дарил крв. И рековме има и други начини да се помогне некому. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро, Раде Василев. Добро утро, Раде. Па јас дарувам крв од кога памтам знаме што се вели. Од 18 годишна возраст во гимназијата Јосиф Брз во Каланац. Те до денес негде околу 40 години. И сам јас не знам колку пати имам дарувано, бидејќи не сум ги носил не картички што треба да се заведам. Сем да сретнували на градски базен, некаде градски площад по Домот на културата и ајде, дарувајте, ајде, без никакви документи сме дарували. Па тоа е најважно сега, евиденција, ако не сте воделе, тоа мислам дека е помалку важно, отколку тоа да знаете дека сте дарувале, така? Така е, така. Имаме некои бенефити ние крводарителите, тоа што во државното здравство сте ослободени за плаќање на партиципација. Во државното. Во приватното не. Слушам човекот кажа дека за пломбирање или за вадење на зъби не се плаќа. Ја досега за зъби никогаш не сум добил ослободување. Секогаш во кабадарци се плаќаме за се и се. Не знам и не ми сакат. При напишниот лекар
што ако имам специјалистички преглед кај него, тој не наплаќа. Вели под изговор дека Фондот за здравство нас прикасне со рефундирањето на тие пари не можам да не ви наплаќа. А додека што се однесува и во Кавадар, не сум имал кој знае колку потреба за здравствени услуги, и во Кавадар, и во државна болница, кардиохирургија, вамо там, секаде луѓето не изгубале во пресети, не ни наплаќале, затоа сакам учат. Сега ја сакам да кажем една примета која што ќе ги заинтересира луѓето. Добро. Има можност месец дена во околината на Дебар да види. Седав месец дена. Добро. Гледав таму доаѓа во Дебар медицински лица со комбиња медицински за пребирање крв. Дебарчани околината дарува крв, а медицинските лица од Албанија ми ја плаќаа. И се ја носија во Албанија. Тоа е една нехумана работа, бидејќи тие луѓе наши државјани во околината на Дебар и Дебар, утре кога ќе имат потреба да одат на лекар, не да може да имат потреби за да примат крв, примаат наша крв. А нивната си ја продава. Тоа е малку неубава работа на тие жители. Својата се ја продаваат за пари, а кога треба да примат од други. Тоа е огромна забелешка за дебарчина, ако слуша некој сега околината на Дебар, нека се преиспита што прават. Бев за време на конфликтот таму 2001 година, забележав на 2-3 пати. На секој 10 дена доаѓаше комби кој што сака да дарува. Неубав гест, неубава работа. Да, ма тоа што не е дарување, тоа што е продавање, така? Продавање на крв. Не знам точно колку беше цената, дури и прашав колку е цената, не кажа, не сака да каже, дури и бега. И да продавате крв, а сакате утре не може да треба да добивате бесплатна крв. Тоа е нехумана работа, а ако слуша од околината на Дебар и Деба некој, нека преземат мерки. И здравствените работници сите тамо што се амбулантите во Дебар кои што ги има. И Министерството за здравство. Друго нешто не знам што да кажам за крводавите. Интересно е што кажавте, Раде, прво кога споминавте пред еден месец, помислев нешто да не било инцидентно или пак да не било нешто специјално организирано по тој повод, но еве сега рековте дека во неколку наврати се случувало тоа. По наврати ги плати ваш угол. Цел месец престојував таму, а 3 пати дојдова. И после разбрав дека луѓе што вика па ни плаќаат, луѓето ни даруваме, веќе и затоа ни требаат пари. Пари не сите ни требаат пари. Треба малку и хумано да бидеме кога даруваш да знаеш дека некој се може би тебе ќе треба да се врати тоа. Јас сум операција на жилето уште на 3-та година гимназија имав. Знам како за мене некој дарувал крв и од тогаш натаму кога наполнев 18 години, секогаш кога можеме, кога има потреба дарувам. И да повеќе, било како, не работам во голема компанија, приватно работам цел живот, али сум се одјавувал секогаш. Кога треба овде ка председателот на крводарителите во Кавадарци не се јавува. Човекот има таа и таа дата или па на локалната телевизија обавестува, има крводарителски акции, а досега не сум имал, фала Богу, други бенефити некој. Раде, ви благодарам на вашето јавување и на овој момент што го издвоивте, за кој што искрено јас не сум знаела досега. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма. Добро утро, Виолета од Миравче на телефон. Добро утро, Виолета. Еве, темата ви е стварно многу убава, и првата и ова втората. Јас до сега не сум дарувала крв, бидејќи се плашам и од мојата. Да, има и тоа се случува, да. Кога ќе се сечнам од нешто, мислам дека ќе цркнам, готова сум. Но тоа не значи дека, Виолета, не сте хумана, да се разбереме. Не секој... и многу повеќе од што некој мисли. 5 члено семејство за времето на Босна и Херцеговина, за војната, 2 години го чувавме кај нас. Ги гледавме без денар помош од државата. А дали ви беа некои роднини или буквално непознати? Ништо. Само така им ги отворивте вратите? Да, мојот сопруг, да ви кажам само на брзина, мојот сопруг го најде младиот, 18 годишен дечко во Белград, како бега од полиција. Го ставил во камион, го донесе тука, тогаш немаше граници, немаше ништо. Зошто бегал од полиција? Па, вика, со кој да се борам? Јас сум, вика, муслиманец. Со кој, вика, јас да се борам? Од мобилизација бегал? Да, со кој, вика, јас да одам да се борам, кога со тие луѓе сум пораснал, со тие деца сум бил заедно, како, вика, да го убијам? Значи, зборовите на дечкото. И после 6 месеца, цело семејство го донесовме тука, го најдов татко му преку Црвен крст, преку полиции, се живо, го најдов цело семејство, стигна во Македонија, и го прашувам човекот, дали имате син? Вика, сум имал, а сега, вика, не знам. Човекот.
родител, замисли. Тие изгубиле контакт? Нема контакт никако. 8-9 месеци никаков контакт. Дечкото треба да оди да ратува и избегал преку Дрина, препливал и така. И вика, сум имал син, ама сега не знам. И јас му викам, имате син, дали сте слушнале за Македонија? Вика, да, сум слушнала, ама не знам, вика, ни кај се наоѓа, ни која е Македонија. Викам, твојот син е жив и човекот повеќе немаше ништо да каже. Само ќутење во слушалка и после известен период вика, Господ вика да ви даде многу, многу здравје. Викам, дали сакате да дојдете во Македонија? Вика, сакаме, ама немаме ни пари, не знаеме ни каде. Јас викам, ќе ви пуштам пари, ќе средам преку жена во Лозница, во Србија. Жената им ги однесе парите, они беа во логор во Лозница, им ги однесе жена парите. 4 члено семејство дојде кај нас и синот 5. 2 години беа кај мене. Сега се во Америка. Од тоа поголема хуманост, кај има? Одржувате уште... Не православни, и тоа не православни, туку муслимани. Да. Значи, толку беа пријатни, толку беа добри. Јас во тој период се разболев. Толку имав помош од нив, не знам, немам зборови. Дали, Виолета, се уште одржувате контакти? Па, до пред 2 години имавме контакт и после се изгуби. Ги сменивме ние телефонските броеви. Пробав јас преку други луѓе и мислам дека нешто ќе биде. Ќе стапиме пак во контакт. И така. Социјални медиуми не ви помагаат социјални медиуми? Не сум побарала од никој помош, јас сама ќе најдам. Не е тоа проблем. Значи јас не сум имала од никој помош за тие 2 години. И ми извадивме карти, ги испративме за Германија. Во Германија мојот опруг отиде кај нив, оттаму заминаа за Америка и луѓето си отидоа живи и здрави. Браво, што да ви кажам, Виолета. И многу ви благодарам и на јавувањето. Знам дека вакви теми вие обично сакате, не ги сакате политичките и имавте како што да кажете на оваа тема. Добро утро за следниот гледач. Повелете, програма сте. Која е најхуманата работа која што вие некогаш сте направиле или пак обратно рековме, која што некој ја направил за вас? Поводот е Светскиот ден на крводарителството. Да, сега после Виолета Штама, тешко ова дело да се достигне. Ајде, уште еден обид. Добро утро, повелете, програма сте. Здраво. Здраво. Па видите, им преза едуцирање за учениве ученици со знаење, значи се стекна. Добро. Само ќе ве замолам телефончето, пак нешто тонов ми вибрира. Значи, сега подобро, не? Да, само да е мирен телефонот. Тој е мирен, а јас сум немирен. Тоа ќе да е работа. Епа, ако може и собственикот на телефонот да биде мирен, се моли да дојде на каса. Повелете. Па, за едуцираноста би кажал најише, затоа што какви кадри вадиме, јака ни душа. Нити ќе се види знаење од нив, нити ништо, да говориме наистина. Може и кроз време, и Јосип Брозово време може било стварање на ропати као генерации, ама ова човече те не отидено. Тие деца не ни учани, ни успеат и школа да влезат, да припнат до школата. Имаше дојави за бомби, имаше све и свашта имаше. Учебници неиспечатени. Па обструкции од министерства, од влада, такви работи, значи самата влада им прави обструкција на децата, гледа дека учебници за македонски јазик не им дава да имат пристап, него што е можно потупи да бидат, да заборават на македонштината. Цела математика им е тука на власта и така да, затоа децава ги отупеа, значи, плюс пола држава не учат македонска историја, не учат македонски јазик, си учат по нивните јазици, бидејќи они се доживуваат како да се у некоја нивна држава тамо, од кај што некогаш на времето дошли или како и да е. Така да, што повеќе се знаење. Веќе идеш у лекар каде што некој од рамковниве и не знае да бекне македонски, ти не знаеш неговиот јазик да го бекнеш и ќе се чудиме.
А инаку со крводарителството, што се однесе, тој спомнуваше преска еден дебар. Да. Таму, тој крај таму имаше и некои жути куќи на времето таму, значи не само околу крв, и други бизнеси се тераа. Така да не ми изненадува таа работа, дека се прави и дека е правена. Иначе, општо за крводарителството, порано сум ја давал крв, ама сега не би давал, ти кажам искрено. Знаејќи Зошто? Што све се дешава, што све се прави во оваа држава, и тој бизнис што го спомна човекот, некако со скепса гледам на тие работи, не гледам со оптимизам. Значи, уште се осеќам моќен дека можам да давам крв, ама некако не ми се дава. Сум давал низ годините, плюс обезвреднет си како крводарител, не те стрижат ни за преглед, ни за ова, ни за ништо. Значи, тотално си една голема нула кај докторите кога ќе отидеш и кога ги им спомнеш дека си давал крв и картонче кога ќе им покажеш. Поздрав, пријатно. Поздрав, ви благодарам и на јавањето, да еве гледате и вие сте информиран за ова што го спомна Раде. Јас дали сум од друга планета, навистина не знаев дека постои такво нешто. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав, Николка Петешки од Кичо до вас. Поздрав. Сите кои следат вашата емисија, благодарам. Сега вака ти кажам, јас сум редовен крводарител. Значи, уште од времето на Југославија. Значи, и во времето на Југославија имаше кои луѓе одеа во Грција и си ја продаваа својата крв. За мене, сметам дека тие се нехумани луѓе, тие се мизерни луѓе и луѓе кои живеат за интерес. Јас како крводарител секогаш бев на место онаму каде што има потреба. Значи има нулта позитивна, кому секому може нулта да помогне, а не може секој да прими. Само нулта крв, значи се сложува за да можам јас да примам или било кој со иста крвна група, нулта може да се помогнат. Така да сметам дека во денешно време јас сум дал преку 30-40 пати крв и сепак имаме привилегии. Мислам, луѓе да не се служа, некој си се залага. Еве, јас бе во болница, ти ме доживе срчев удар, од кој требаше платам негде околу 9000 денари. Кажам дека сум крводарител, значи, и уопште не плаќам ништо, ниту операција во болница, ниту прегледи, ниту ништо. Значи, добро е да бидеш крводарител, да даруваш крв и си имаш привилегии со тоа што помагаш на народот, помагаш и за себе. Значи, спас, и многу денеска една операција многу кошта, а луѓето не можат да ја платат. Значи, страдаат. Затоа јас им посакувам на сите. Оние кои имаат можност, нека си дадат крв, нека видат, не е тоа проблем, не е тешко, а кој прави лошо, кој продава крвта, Господ нека си му плати. Ние да оправиме арното. Тоа е најдоброто нешто и јас мислам дека ќе биде за сите нас добро. Поздрав, се не го благодарам. Ви благодарам, Николче, на јавувањето. Да, не верувам дека другите лажат, но мислам дека не секаде се однесуваат исто кон крводарителите, така некако би рекла. Одиме со следниот гледач. Добро утро, поверите, во програма сте. Ало, Искра, јас знам дека не смееме два пати да се јавиме, ама те молам само сега се закашлав и добро ќе ми дојде да зборува некој во меѓувреме. А реже нека ме искучи да се искашлам. Да ми дозволи само да и кажам на Виолета од Миравци дека ме расплака и дека и се поклонувам на Виолета до земја, на таа жена, што направи таа жена, што направила, секоја чест на Виолета. Само толку да сакам да и кажам дека и се восхитувам, дека е реткост тоа да слушнеш и алал да е на тоа што го направила. Фала, Искра, уште еднаш и поздрав многу. Ви благодарам и јас, Слободанка, на јавањето, да, мал преседан. Не често го правиме тоа, но ви реков ми ускокнавте во идеален момент и да, се придружувам на вашето воодушевување од она што го направила Виолета од Миравци. Добро утро за следниот гледач. Поверите, во програма сте. Ало. Добро утро. Добро утро. Повелете. Сега, зборам нешто на темата. Ово што се случува кај нас со образование, со здравство не функционира ништо, синдикатите ги волам да се обединат и да излезат на протест, да помогнат на граѓаните. Тоа е врска. Протест, да има масовен протест, да ова
Ово не народна власт, што уништува македонска нација, образование, здравство, плати нема, кризи, тргува со државата. Се се уништува. Да не легне како Муратовски што беше со власта од народ ќе осуде. Треба да се гледа на протести. Протести легални, може би да видат сите и да се приклучат на овие сега. Чувствата администрација протестира бара пари, сите бара пари, на никој ништо не се исполни жалбите. Никако ќе најдеме решение и така остана. Значи, мора да се протестира. Без протест нема, барење нема да се од избори и народна власта, оставка си дат овие народни, овие што си играат со вашите кредити на задолжување, а не с договори, без договори, тајни договори, без опозицијата, без народа, што ни спремат се уништување со македонско. Синдикатот да се дане работа, да се протестира и да изгледа против. Толку не, што не функционира. Гледа се, да задолжуваат и се закануваат на нас, пък изгледа протести, ќе му намале плати, дека синдикатот е главен орган во избрано од нас. Јас ви благодарам на јавувањето и ви се извинувам што ве прекинувам, но така секој трет збор се разбира, нешто и со вашата линија или со вашиот апарат не во ред, инаку знаете дека секогаш се добро да зборувате во емисијата, така што ќе ве замолам за наредните јавувања да видите во што е проблемот. Еве имавме една гледачка пред некој ден која што била специјално да го поправи телефонот за да може да се јавува во нашата утринска. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав од убава Струмица. Поздрав и до вас, мите. Да. Искра, јас за двете теми ќе кажем на кратко, ама позитивно. Јас сум крводарител од 3-та година средна школа. Од малолетен? Па, 3-та година, кога станах малолетен. Првиот пат кога дадех крв, еден професор го дава, мислил дека сум избегал од час, па ми стави кец. А после ја исправя на таа работа. Друго, иначе сум привилегован, нели, со сопругата некој гледаше некои значки закачуваше, нели, собира нашите деца значки, па ги наредих сребрни, златни, разни. Друго, привилегован сум Искра Бекшекел. Одам нели помагах на децата, така коришки работи по банките черпа, да работи за бизнес. Бекшекел, прекорет, чува работа, викам јас, като генерал, оно било работа, што на тие момички са биле малечки, ниите родители побарали од мене за крв на децата, сум ми дали и стага, значи, привилегат, шалтерите привилеговат. Друго, на Банско бевме со супругата и друго друштво, да сите иземаа пари, на чичко мите свикнат, што е работа на компјутерот, се дело, дека, прво родител, и не ми дава. А за школството да кажем, дека школството е са никаде, бидејќи сега на деца професорите ги баловжават. Кој е по-добро го малтретира, едноставно го завидуват зошто е ученикот капацитет. И друго ше малко, значи, учителката, професорска ствари, си правила молбет на часов почет, си правила молбет на браката, колешки, и после дава 5 задачи дава професорката, по математика дава 5 задачи, а нема време да ги реши децата. Значи, учителето, професорите, мисля за никъде. А кръводителство е много убава работа. Подарам Искра, да се яви.
И јас многу ви благодарам на јавувањето. Сега си помислив, може би треба некогаш да искористиме емисијава, да си ги кажеме сите наши крвни групи, за некогаш некому кој им е потребно да можеме да размениме меѓу себе. Ви благодарам на сите што учествувавте во оваа емисија денес и сите оние кои што само не пратеа, може би кои што не се јавили, кои што не успеале да не добијат. Сега останете со програмите на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.